Почитувани гледачи, знаете дека вториот дел од емисијата секогаш не е резервирана за гостин, така и ова утро со мене во студиото е тренерот на градскиот ракометен клуб Борец, господин Васко Василев. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ја користам приликава да, бидејќи се упрпат во вашава телевизија, да ги познам вашите гледачи и да им посакам се најдобро. Така, се надевам дека веќе се чувствувате пријатно. Сигурно. Така. Најпрвен сакам да ве прашам за сите оние новитети и оние засилувања кои што сега моментално се случуваат во градскиот ракометен клуб Борец. Да направиме малку една ретроспектива нели на минатото, како беше во минатото и од каде потребата за овие нови засилувања во градскиот ракометен клуб Борец. Така. Значи, да се вратиме малку хронолошки наназад. Зошто ни се потребни засилувања? Вака, значи, самата суперлигашка конкуренција е годинава како никогаш досега со изравнет квалитет. Значи, нема екипи кои што се исклучиво слаби или исклучиво јаки. Секој секога од прилика може да победи и тоа ја наметна потребата да размислуваме ние за силување. Не знам дали ја знаете вие, меѓутоа е за пошироката јавност, дел од не знаат, дел можеби не знаат, определбата на управата на клубот е дека клубот треба да се развива насока за што подобри резултати и тоа исклучиво доколку тоа можно со домашни играчи, односно играчи кои што потекнуваат од Велес. Сега, ние во минатиот дел, во првиот дел да речам на првенството, имавме неколку засилувања кои што не одговорија на потребите од на клубот, затоа што не го дадоа нашо го очекувавме од нив. Бевме приморени да се откажеме од услугите на тие играчи кои што конкретно доаѓаат од Скопје и бевме приморени да негде во ноември месец побараме помош, односно да ги реактивираме двајца наши играчи. Тоа се Тодоровски Игор и Лазаревски Александар. Пред 15 на дена, значи октомври крајот, дојде и Кире Мачавелов, тоа исто наши играч, зборувам само за играчи, значи од Велес, кој што ланската година играше во Скопје, го вратиме назад за да ја исполниме на наша предоба, значи наши играчи во нашиот клуб. Се покажа како полн погодок нашето размислување и желбата да клубот оди во една нагорна линија со квалитетни засилувања да постигнеме некој солиден резултат. Од кога? За наша среќа, за наша среќа општа, со нивното доаѓање во клубот, значи не само што остваривме и подобри резултати, него прикажавме далеку подобри игри во првата четвртина од колку што прикажавме игри во првата четвртина од првенството. Затоа се јави потребата и меѓутоа играчкиот состав во тој момент се уште не беше доволно добро екипиран, така да моравме да размислиме и за некои следни засилувања. Конкретно, во моментов со сигурност можам да кажам дека е завршена работата со Анастасовски Горјан, кој што доаѓа од Франција, тоа е исто наш играч. Тој е бивши репрезентативец на Македонија, а неговото искуство сигурно дека очекуваме дека ќе ни значи многу. На добар пат е да нашиот клуб го засили и десно криле нападјач, тоа е Гинов Мартин. Се подготовки, преговорите се во завршна фаза и се надевам дека ќе се заврши поволно, како за Гинов, така и за нашиот клуб. Тоа се позиции кои што не бевме доволно добро покриени во првиот дел на првенството. Значи, кај што имаме проблеми и затоа се одлучивме на овој чекор. Нивното доаѓање, нивното приклучување кон нашата екипа се надеваме дека ќе даде со резултат за остварување на нашата цел. Така, што конкретно очекувате од овие нови засилувања? Реков, значи, прво и основно, јас очекувам, ја гледам тука два бенефита. Првиот бенефит е индиректен и вториот директен. Што значи тоа? Индиректниот бенефит значи дека со самото нивно присуство, покриеноста на нашата напаѓачка и одбранбена формација ќе биде далеку подобар. Второ, што значи на индиректен начин?
Тоа значи дека дел од играчите кои што во првиот дел од првенството не го дадоа максимумот, затоа што сака или не мораат да бидат носители на играта. Сега, значи тој товар, таа тежина се распоредува на повеќе играчи. Тоа значи ќе има повеќе простор за играње на играчите кои што досега играа, стварање на повеќе простор, поголема слобода во играта и далеку подобар квалитет. Пред се зборувам за нашиот напад. Така, Директниот начин е квалитетите на Атанасовски Горен, ќе кажам прво. Тоа реков пред малку, дека тој е бивш репрезентативец, кој што потекнува од овој клуб. Уште тамо 96-97 година, па можем да кажем дека јас му бев негов прв тренер, значи во тоа време, кога почнуваше он. Он кратко време како голем талент отиде во Вардар, во Пролет, во Франција и така натаму. Неговата универзалност во играта. Значи, може да покрие он репрезентативен стана као лево крило, меѓутоа подеднакво добро може да игри на сите надворешни позиции. Така да директниот удел во нашата игра ќе биде голем сигурно. За Гинов Мартин, тоа е крило кое што е младо, перспективно, надежно. Отиде годинава во Пелистер, меѓутоа таму не се снајде веројатно добро. И мене беше искрено многу жал што се одлучи на еден таков чекор, меѓутоа сметам дека може би увидел под наводници грешката и повторно реков на добар пат да се врати во нашиот клуб. Фактот дека во првиот дел на првенството апсолутно немавме десно криле напаѓач, доволно говори какво ќе биде неговиот удел во самата игра, во нашата напаѓачка игра. Голема е предноста да имате десно криле напаѓач кој што шутира со лева рака, наспроти тоа далеку многу сте хендикепирани доколку имате на таа позиција играч кој што никогаш или многу малку играл на таа позиција. Тоа што позицијата како позиција е доста специфична и бара соодветен играчки профил. Така. Градскиот ракометен клуб Борец, елитните надпревари ги започна доста солидно, значи одигра доста квалитетни надпревари. Како вие ќе го коментирате првиот дел од сезоната на Градскиот ракометен клуб Борец и дали се исполнија вашите очекувања? Добро, солидно на крај излигува дека генералната оценка која ќе даеме, можеме да кажеме дека тоа беше солидно. Значи добро, почнеме, ќе почнеме од самиот почеток. Прво и второ коло игравме дома, ги победивме двете утакмици, освоивме 6 бода. Потоа имаше период на турбуленции кај што беа играчите си заминаа, доаѓаа нови, требаше сето тоа да се вкомпонира добро за да црнеме напред. Имаше период на серија од нема држите да збор 7-8 порази и потоа кога дојдоа овие предмалку што ги спомнав играчите Мачовелов Кире, Тодоровски Игор, Лазаревски Ацо, кога стасеа во нашиот клуб, одма се видоа резултатите. Значи за многу краток период се видоа резултатите кај што и за мене на некој начин не изненадувачки, меѓутоа знаете во спортот секој треба се борите, меѓутоа остваривме победи кои што многу ни значат и што е побитно од тоа резултатот и самата игра. Значи, играта ми даде надеж дека можеме далеку подобро. Задоволен сум од освоените бодови, ќе бев реално позадоволен, доколку тие бодови со поквалитетните екипи од нас, кои што ги освоиме, ги загубиме, тие надпревари ги добиевме оние надпревари кои што ќе имаме директни средби во плејаутот. Тоа се Радовиш, тоа е Металург во Скопје и така натаму. И уште една-две утакмици. Значи зборот ми е дека распоредот на бодовите ќе беше подобар доколку ги освоивме со овие условно речено послаби екипи, односно идните наши противници во плејаутот, отколку со бодовите освоени со работнички и со прилет. Меѓутоа, добрата работа, одличната работа во сето ова бодовно надмудрување е тоа што покажавме квалитет, покажавме желба, покажавме мотив за
остварување на нашата цел паќа. Ќе Така. повторам. По пауза од 1 месец оваа недела започна и тренажниот припремен процес, каде и во кој дел најмногу ракометарите се подготвуваат. Така, со припреми почнеме, значи вчера, 26, така, да? 27 беше вчера. Така, значи вие почнавте Така, од значи во вторник, 26. така, од 26 почнеме, така. Денес не е трети тренинг, добро. Овака, значи, припремите ќе го вовуваме исклучиво нашиот град. Физичката подготовка. Одма да кажем зошто е тоа така. Едно, заради тоа што структурата на нашите играчи е таква каква што е. Значи, по-голем дел од нив се студенти со обврски, работни односи, така натака и така натака. Значи, ние кога би отишле некаде на припреми, не знам колку би биле ние целосно би отишле. Затоа што, нели, работата е работа, тоа е прво школото исто, работи школото си на прво место, така да сметав дека далеку подобро ќе биде со еден редуциран број на тренинзи во салата, во паркот, во теретана. Ќе завршиме далеку подобра работа отколку ако идеме некомплетни на некои одделени припреми надвор од градов. Иначе, припремите првиот дел, морам да кажам дека оваа година, заради релативно кратката пауза која што имавме меѓу двата дела на првенството, тоа е точно месец дена, ќе бидат комбинирани. Значи, ќе се работи на физичка подготовка, меѓутоа напоредно со тоа ќе работиме на техничко-тактички план. Отприлика со голема сигурност можам да кажем плюс 2-3% фондот на на тренинзи ќе биде во салата некаде треба да обавиме меѓу 30 и 35 тренинга. Во теретана, значи зборувам за период од 45 дена. Во теретана планираме 10 до 12 пати тренинзи и 3 до 4 пати некои општа физичка подготовка, припрема или согледување на општите физички способности на играчите. Тоа ќе биде обавено во паркот, стадионот ќе видиме. Па може би некаде до езеро там. Така. Кога сме веќе кај тренинзите, гледачите има можност да погледнат делот од тренинзите кои што вие ги имате нели во салата, во спортската сала. Ќе може ли да ми кажете како обично се спремаат ракометарите на овие тренинзи? Значи, на што највеќе тие обрнуваат внимание и секако вие како тренер? Ако може од режија уште еднаш да ги погледнеме снимките. Сето тоа зависи во која фаза на припреми сме. Значи, ако тоа е почеток, тоа се обично акцентот е ставен на општата физичка подготовка. Повторно ќе речам зачинета со техничко-тактички елементи. Доколку тоа е надпреварувачки дел, понеделникот ни е за обновување или одржување на физичката кондиција, вторник зборувам за генерално со некои отстапки во некои денови, се зависно од бројот на присутни. Вторникот ни е дел за контра-полуконтра, средата игра одбрана, претежна одбрана, четвртокот одбрана напад и на петокот ни е исклучиво одреден за тактичкиот дел за напад. Работа на напад и игра на 2 гола. Тоа се работи некои стандарди, некое клише, како да кажем. На тој начин се припремаме ние преку целата надпреварувачкиот дел. Има моменти кога, зависно од недостатоците на увидени на самиот надпревар, вметнеме некои нови делови, дали е тоа игра, дали е тоа напад, дали е тоа финта, дали е тоа скок, дали е тоа блок и така натака, сето тоа исто се применува и се увежбува на самите тренинзи. Па ќе речам, значи сето тоа го определуваат самите надпреварите што ни кажуваат според нашите анализи, акцент преку таа недела ставаме на тој момент. Истовремено спремајќи се за следниот противник. Значи ние за тактички се спремаме за секој следен противник, одма да не речам од понеделникот, меѓутоа вторникот понатаму
мислите ни се насочени, која игра, која одбрана, кој напад, кои играчи и така натака, ги спремаме за следниот натпревар. Така. Каква е моментално состојбата во екипата? Дали може би има и некој повреден играч кој што може на него нели да не рачунате во вториот дел од сезоната? Добро, значи претходно кажав дека имаме само едно, немаме во првиот дел десно крило. Морам да напоменам дека за наша жал играчот од Куциновски Ѓорѓи, кој што е од Струга, се повреди уште на вториот надпревар и затоа останавме без десно крило. Значи единствено од повредените играчи е Куциновски Ѓорѓи, кој што имаше повреда на лигамент на колено. Опериран е дечкото. Оперувањето е добро, меѓутоа за жал наша, па ќе речем, на неговите услуги не ќе можеме да рачунаме до крај на првенството. Он нормално член на нашиот клуб, очекуваме после оперувањето да се приклучи повторно на нашиот тим, затоа што ќе ни биде потребен секако. Други, во однос на тој здравствен билтен, имаме ситна повреда, има Кире Мачавелов, некоја, да не речам подла повреда, која го мачи неколку месеци и го спречува да работи со полн интензитет. Меѓутоа се надевам дека тоа ќе се исправи, ќе се санира таа повреда за да биде 100% подготвен за вториот дел од првенството. За Тодоровски Игор можем да кажем исто, он како повозрасен играч, искусен играч кој што дојде да ни помогне. Знаете, неговите години се тие 39 години. Сака или не ќе мора со малку по-намал интензитет да работи, за да го чуваме, наставно кажано, на свежина ги одигрува повеќе надпреварите, отколку на таа полна физичка подготовка. Други повредени проблеми со повреди на играчите во моментов немаме. Се надевам дека така ќе биде, затоа што во самиот мој пристап на тренизите големо внимание обрнам на тоа да јас да не инициирам некоја повреда. Разбирате што ви кажам, се тоа оди постапно, дел по дел, чекор по чекор, како да кажеме, за да сите органи, целата мускулатура биде припремена за оние напори што не очекуваат. И за моја среќа, таков тип на повреди, значи, во првиот дел не се случија ванстандардно, да кажам. Така, господине Василев, ќе направиме тука една мала пауза, ќе продолжиме со разговорот веднаш после рекламите и флеш-вестите. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во студио, каде го продолжуваме разговорот со денешниот гостин, со тренерот на ракометниот клуб Борец, господин Васко Василев. Господине Василев, какво расположението кај ракометарите? Дали тие ќе можат да одговорат на сите оние задачи кои што ви им ги задавате? Расположението. На моје задоволство, огромно задоволство, можем да кажем дека како во минатото, значи, проблематичен е секојаш самиот почеток на секој припреми. Значи, првиот собир и првите неколку тренинзи. Се некогаш до сега, оваа година и неколку месеци од кога сум јас тренер, некој касни, не доаѓа од разни причини, оправдани, неоправдани и така натака. За прв пат овој, значи, пред 3 дена, на 26-ти, бевме од првиот до последниот присутни. За мене тоа значи дека желбата за работа, желбата за усовршување постои. Значи, заинтересираноста на играчите е на едно исклучително високо ниво. Ми одава впечаток дека едва чекаа да дојде 26-ти па да почнеме со тренизи. Реков, во минатото имаше некои киксови, и тоа нека биде како одговор на вашето прашање, дали ќе одговорат. Со фактот дека они се сите тука присутни во 100%, ми кажува дека ќе одговорат на задачите. Значи, ќе го дадат, а и последниот татум од снагата за што подобро се припремат, или што подобро се припремиме за следниот дел од првенството. Иначе задачите, конкретно, ако мислите, секој ќе има задача на колку што може.
Значи јас никогаш не велам дека некој треба да даде гол од 12 од 15 метри. Така. Значи нека даде гол од она место од каде што може да даде реално. Значи поборувањата мои се рационални. Тоа се надевам дека полека играчите го сваќаат и на тој начин, значи, ќе го извлече максимумот од екипата. Доколку знаеме што бараме, доколку знам што бараме од екипата, доколку знам што може играчот, колку може да пружи, колку може да даде и каде може да сгреши и така натаму и така натаму. Така, што се однесува во однос на играта, дали оваа сезона ќе ја применувате истата одбранбена и напаѓачка формација од првиот дел од сезоната која што имавте, или пак можеби ќе воведете некои новитети во играта? Фактот дека ќе бидеме и квантитативно и квалитативно појаки годинава и побројни, ми дава надеж и можност да применуваме за одбраната, да кажем, да припремиме и некоја друга зонска формација. Што значи тоа? Ако во првиот дел, значи 90% од времето, го потрошивме за 6-0 одбранбена формација и на моменти игравме 5-1, со право моето размислување оди во насока дека, реков, со новиот ростер на играчи, нешто припреми нешто поинакво. Тоа е, значи, фаворизирање не само на 6-0, кој ќе биде повторно наша одбрана, затоа што секој сериозен клуб мора да има една основна одбрана и друга алтернативна, по случај да не штима, да не оди како што треба, да се направи некоја промена во самата одбранбена формација. Значи, ќе има сигурно дека повеќе време ќе посветиме и на таа 5-1 или 5+1 одбрана. За друга формација искрено не размислувам, меѓутоа тоа ќе биде сигурно, таа 5-1 одбрана ќе биде далеку и поиграна и подобро припремена во однос на минатиот дел од првенството. Тоа пак ќе речем благодарение на новиот ростер на нашиот клуб. Во напад кажав, напоменав, или споменав дека нашите главни играчи се веќе имаат, значи играчите кои што силом прилика мораат да бидат носители да игра, и тоа они се во суштина. Меѓутоа, нивниот простор за игра беше далеку стеснет, или противничките одбрани беа згустати према нашите најквалитетни играчи. Сега тој простор, значи на противничката линија, во противничката одбрана се шири, има поголем простор за поголемо поле на делување, че имаат, значи, самите играчи. Тоа е доволно да оствариме резултати позитивни. Или за пример ќе кажам, ако нашиот десен играч исклучително квалитетен, а десен бек Лазаревски Ивица имаше голем број на промашени топки. И тоа не е што он не е квалитетен играч. Затоа што во немањето на поддршка од неговите соиграчи, зборам, значи, за првиот дел од првенството, за првите 7-8 кола, кога што он има, ќе повторам, имаше доста промашени топки, сега сметам дека тој проблем ќе го нема. Зошто? Затоа што противничката одбрана ќе биде сигурно пораширена, ќе добиме во ширина со нашиот нов десно криле напаѓач, лево криле напаѓач, се добива во ширина на самата игра. Просторот за игра ќе биде и негов, и на нашиот лев бек, и на нашиот среден бек, нашиот пивот мен исто така, кој што беше доста експониран и експлоатиран, тоа е Игнов Јупче. Сметам дека апсолутно на сите играчи ќе им биде полесно да играат овој дел на првенството. Причините ги кажам, значи. Така. На купата за резервни играчи може да се забележат и голем број на млади играчи. Дали може би на некој од нив ќе се даде и шанса да се играат во првиот тим? Добро. Имаме млади играчи, они првиот дел добиваа шанса. Може би не онолку колку што требаше, меѓутоа мора да знаеме дека и резултатот наш не брка, значи не само фаворизирање или упорно да ги форсираме играчите, помладите играчи. Значи игра онолку што дозволуваше резултатот
и времето, и важност на утакмицата. Имаме напредок и во тој дел, значи ќе го споменам тука Органџиев, кој што има одлични физички предиспозиции и он пружи неколку солидни игри. Ако земеме факт дека тоа он никош не играл во, како и поголемиот дел од играчите, во суперлигашко друштво, значи во најквалитетното надпреварување, пружи солидни игри. И тоа ни дава надеж дека треба да работиме со нив, треба да ги фаворизираме онолку колку што треба. Затоа што па, нели, секој што е матч со две острици, да се дава шанса онолку колку што може, да не паднеме сега после некоја слаба игра, да дојде до разочарување кај тие помлади играчи, па да речат мене не ме бива за оваа работа, напротив, тоа треба да се работи постепено, сукцесивно, трпеливо, за да го изградиме неколку играч, за да он ни помогне колку. Така, и да се постигнуваат добри резултати во секој случај. ВИП Суперлигата важи за елитно надпреварување. Какво е чувството да се надпреварувате во истото и дали чувствувате можеби некоја поголема одговорност? Па за мене искрено да кажам, чувството е исто. Мислам, одговорноста е моја иста. Дали сум во прва лига, дали сум во втора лига, дали сум во трета лига, одговорноста моја е таа. Меѓутоа, проблем кај дел од играчите кои што немаат такво искуство, мислам дека овој првиот дел е зад нас, се стекнаа со такво суперлигашко искуство, видоа со какви играчи треба да се борат, треба да се надпреваруваат, треба да се докажуваат и мислам дека предизвик е добро. Убаво е чувството, добро е тоа, затоа што така можеш да напредуваш со најквалитетните, да ги мери силите со најквалитетните во државата. Да не зборам за понатаке, дај Боже, за во некоја блиска иднина. Така. Многу пати во текот на разговорот спомнавте за целта на градскиот ракометен клуб Борец, но не ја кажавме која е и вашата цел како тренер. Значи вака, целите на клубот ги определува управата. Тренерот може да се сложи или може да не се сложи. Меѓутоа, доста координирано во тој дел работам со управата. Значи, определиме нашата реална цел. Мора да се определи реална цел за првенството. Со оглед на сите случувања што се случува во првиот дел, нашата цел е опстанок во лигата. И тоа, или вака децидно да кажам, освојување на најмалку 8-то место. Зошто велам 8-то место? Затоа што тоа обезбедува сигурен опстанок во лигата, додека 9-то место носи бараш надпревар со второ пласираниот од првата лига, а 10-то пласираниот, последно пласираниот, директно излегува или 12-то пласираниот, директно излегува од Суперлигата. Значи, целта наша е јасна, гласна, е освојување на најмалку 8-то место. Ќе биде тешко, меѓутоа ќе сториме се да дојдеме до таа цел. Ако посветено работиме и даваме се од себе на теренот, јас верувам дека целта е многу реална. Така, кога официјално започнува и втората сезона и дали веќе знаете Борец со кого ќе си ги одмери силите? Вака, 12 март е почеток на првенството. Тоа е надпреварот во Охрид. Гостуваме во Охрид. Потоа играме дома со Металург Скопје. Одиме во Радовиш. Последно коло со Перислетом. Значи, тоа е распоредот од првиот фактички дел. Со тие 4 кола завршува едниот дел, после продолжува плейофот. Значи, тоа се екипите со кои што треба да одиграме во тие 4 кола. А моја проценка е дека од тие 4 надпревари успееме да добиеме 2 надпревара, тогаш сме на добар пат да ја осигураме нашата цел. Макар да после тоа нели имаме повторно уште 10 кола, ќе разигруваме за конечните места на плей-аут табелата. Друго, во однос на противници ме споменавте. Противник единствено што во припремниот период имаме закажано моментов со Врање. Тоа ни се веќе традиција станува на нашиот клуб.
17 февруари одиме во Врање, играме пријателски натпревар и се враќаме назад. И сигурно дека ќе имаме за кажано уште бар 5-6 други утакмици припремни за да дојдеме до саканата форма. Така се надевам дека го следите и Европското првенство во Полска. Нешто повеќе да ми искоментирате за играта на нашите ракометари, како тие се покажа ова Европско првенство? Вака, македонската репрезентација на ова Европско првенство имаше и блескави и темни моменти. Блескави моменти на одредени надпревари и жални, да не кажам, моменти, поготово на последниот надпревар со Белорусија. Зошто е тоа така? Јас навистина не би сакал сега да коментирам или некој моje размислување да изнесувам овде. Си има таму надлежни за таа работа, после извршените анализи сигурно дека ќе излезат со некаков став, ќе дојдат до некакви заклучоци, зошто било тоа така. Меѓутоа, генерално... Фалеше ли нешто во играта? Генерално сметам дека може би толку ни се силите. Толку ни се силите, меѓутоа тоа не значи дека не можеме нешто повеќе. Поготово ќе речем на последниот надпревар, кај што одигравме катастрофално слабо, недозволиво слабо и неодговорно и млитаво и како не, се уште. Па фалеше во играта. Според мене. Ни фалеше дисциплина во играта. На голем број надпревари се случува, шајде сега мала анализа или моje видување. Значи, за некои работи кои што секој може да ги види. А тоа е дисциплината во играта во смисол дека ние премногу топки нашите репрезентативци не ги освоија заради желбата да отидат побрзо во контра или во полуконтра. Значи, не на времено затварање на просторот, на 6 метри просторот. Така да, на еден надпревар, одбиени топки од голман, од бранети, од голман, одбиени од статива, од пречка и така натака. Се случуваат такви работи, некојаш треба да имате среќа, меѓутоа на секој надпревар имаше такви делови во нашата игра, кај што ние брзајќи, нашите крајни играчи во одбраната тачајќи напред на контра, не успеваат да ги фатат тие одбиени топки, му дава шанса на противникот уште еднаш да напаѓа, па ти даде гол и така натака. Ако ги анализираме поединечно играчите или дали некој уште можеше повеќе, мислам дека отприлика е тоа максимум што го и треба да бидеме задоволни се до моментот, па ќе речем, до Белорусија. Така. Ако го исклучиме тој момент. Да, во секој голема случај... сенка, голема негативна конотација дава последниот. Да, ама во секој случај добро изигравме со екипата Так. на Норвешка. Значи, тоа се тие сијаните моменти и со Норвешка, и со Франција, Так. и со Полска. Значи, тоа бе можеби над нашите Исклучувајќи го можности. само последниот надпревар. Последниот надпревар со Србија исто доста се маче, меѓутоа важноста на надпреварот со Србија беше таков како што беше, влогот беше голем и можеби малку огрч, меѓутоа нели среќата не пратеше на тој надпревар и влегоме во тој втор круг. Сега надлежни треба да кажат дали се задоволни. Јас лично Ки има анализирање за целокупната игра. Јас лично мислам дека ова близу до максимум што може на оваа репрезентација да даде. Дали може би имате и некој фаворит на Европското првенство? Па за жал мојот фаворит отпадна. Меѓутоа ако морам да бирам, ако треба да бирам или вака фаворит за овие 4 екипи, тоа е за мене екипата на Хрватска, сигурно. Зошто? Пред се затоа што Хрватите вчера направија невозможно нешто, според мене. Освои победија со, не знам, 14 или 15, колку заврши на крај. Така, 14 разлика. Да, не е тоа битно, меѓутоа начинот на игра и нивниот волен момент, значи нивниот карактер, нивната сигурност, влезот во самата игра, дека можат да стигнат 11 разлики, не требаше така. Да, 11 Против разлики. домаќинот на првенството, која што исто така е солидна екипа, е добра екипа, искусна екипа, јас искрено не верувам.
се гледаше дека од самиот момент ја има зацртано таа цел, нели, да постигнат повеќе голови. Значи, јас многу пати кажувам, се е до нашите глави, односно се лежи во главите на нашите играчи, на тренерите, на управите и така натаму. Значи нема нешто невозможно во спортот. Се случи тоа што се случи вчера со Хрватска и од таа причина мој фаворит се хрватите. Така. Им посакувам среќа на вистина. Така да. Во секој случај јас ви благодарам многу на денешното гостување. Ви посакувам многу успешна работа и секако многу постигнати голови на ракометниот клуб Борец. Благодарам за искрените желби. Се надевам дека ќе ги оправдаме очекувањата на градот, на спортската, ракометната јавност. Така, веруваме во вас. Благодарам.